Не е лесно, брат. Многу се напнав, брат. Многу се изнервирав. Сними ова чавкава да не искршам. Избрка да не настрада, ме истра и е таква некоја чавка ме истра некој врапет. Сними, види колку пајажини има горе. Сними го тоа, да се документира, брат, да види народот. Па ти што го пушташ светлото да ги гледам ја овие глупости? Цели за наредни 6 месеци. Имам 2 подточки. Тоа се YouTube и тренинг. Под YouTube подвлеков 2, речем, подточки кои што следуваат, тоа е редовност и контент. Што се однесува за редовност, сакам да се фокусирам, односно да си дам реални цели. Што значи тоа реални цели? Барем еднаш неделно сега за сега да вадиме по едно видео на мојот YouTube канал. Може би вака делувам малце и не е, да речем, редовно. Мислам, многу е подобро негоич, отколку нели да се зачестува. Со тоа што си поставам реална цел и ставам едно видео неделно, ако некогаш успеам поише, супер, ама под едно неделно никако. Затоа што сега моментално за мене тоа е реално и толку можам да постигнам и сакам да си ставаме на редовност која што можеби и понатаму ќе има и дейли видеа, се зависи како ќе се одвива процесот, снимањето, фидбекот ваш и така натаму. Што се однесува за типот на контент, тука ќе има и едукацијски видеа, ама најмногу ќе има лайфстайл, односно оно што јас го живеам. Затоа што сакам преку пракса да ви прикажам како се постигнуваат резултати. Не сакам теорија, не сакам да прочитам нешто и тоа да го изџвакам и да го составам во рил формат и да ви го пуштам, затоа што реално тоа може секој да го направи. Особено денеска и на ChatGPT да му пишеш, може да ти напише било каков текст, зашто и да ти објасни, да ти помогне, ама јас сакам тоа да го презентирам преку пракса и вие тоа да го следите и така натаму. Сакам да ви покажам дека не сум ништо посебно поразличен од вас, туку сакам да видите дека треба да се повторуваат едни исти работи, да е досадно, за да стигнете до целта што имате за постојано. Сега овој канал ќе се базира на физички изглед, тренинзи, исхрана и така натаму. Тоа може да го поврзете со милион други работи во вашиот живот, да подвлечете некоја паралела и да видите дека за да стигнете до било која цел што имате постојано, треба трпение, константност, желба, труд и да не се откажувате. Што се однесува за тренинг? Моментално ги поделив овие 3 и се едно по друго по приоритети. Значи прво идеме трчање. Моментално приоритет ми е трчањето. Сега на 7-6, односно 7 јуни, трчам полумаратон, за кој се спремав, мислам дека снимав 10 видеа, тоа се 10 недели на мојот Instagram профил и претходно пред да почнам да снимам имав околу, мислам дека 4 недели. Значи горе-доле околу, не знам, ајде да ги заокружиме 15 недели припреми со кои што само зголемува волумен на километри недела за недела. А сега понатаму, еве да ви откривам која е мојата цел, сакам да истрчам и цел маратон од 42 километри, за кој што ќе треба малце подетално да се спремам, каде што треба да вметнам интервали, темпо, малце по други начини на тренинзи, што значи дека нема само да го зголемувам волуменот, туку ќе има различни комбинации. И го правам сам. Значи сам испитувам на себе, сам учам. Не дека не сакам од било кој помош или така натаму, се е тоа добродедено, но сакам нели тоа да го пробам сам и да ви го презентирам и не е дека правам на слепо, значи имам каква таква знаење, само што немам некој да ме води. Тоа е целта што се однесува за трчање оваа година. Значи трчаме Скопски визер маратон, но можеби ќе има и нешто повеќе. Се зависи како јас ќе напредувам и како ќе се чувствувам и дали ќе се, да речем, пронедам во ова и ќе ми биде и поинтересно и така натаму. Значи, што се однесува за трчање, само ќе бидат асфалт. Нема да трчам ништо трейл, планини и така натаму. Планината ја оставам за уживање, каде што редовно, да не речем секојдневна недела одам на планини и така натаму. Тежински тренинг. Тука останува комбинации на теретана и стрит воркаут. Може би наредниот месец ќе се посветам стрикно само на стрит воркаут, со тоа и почнав. Сакам малце да се вратам на тој тип на тренинзи, но ништо да не ветувам. Ако случајно се впуштам повторно во тие води, тој контент за наредниот период и ќе го презентирам тука на мојот YouTube канал. И што се однесува за физички изглед,
Тука останува 2027 година. Физички изглед до крајот на годинава не ми е воопшто приоритет. Не дека нешто се опуштам ли, не знам што, јадам глупости и така натаму, но мора да разграничите кога се работи физички изглед, спремање за фотошутинг или не знам некој бодибилдинг надпревар и така натаму, изградба на мускулна маса, хипертрофија, намалување на телесни масти. Сето тоа бара малце поголема посветеност. Со тоа што тоа го оставам за 2027 година, мислам дека ќе имам и некој аматерски надпревар, не знам. Тоа се некои мои предвидувања, можеби ќе се впуштам во тоа, можеби не, но 2027 година ќе биде резервирана за физички изглед и за подобрување на некои мускулни партии и така натаму. Значи оваа година останува приоритет трчањето. Паралелно имам тежински тренинг, затоа што тоа е дел од мене, не можам да не вежбам. Како што напоменав, комбинација теретана, стрит воркаут и така натаму. Физичкиот изглед останува за наредна година. Тоа е тоа што се однесува за цели во наредните 6 месеци. Значи до крајот на 2026 година. Сега може да преминеме на делот, односно гивавеот, кој што го напоменав во претходното видео, и да ви објаснам кои се условите за учество, како да се пријавите, кој може да учествува и така натаму. Прти камерата. И ама сум го погодил. Еве ви мал дел, само да видите како се хранам периодов. Значи, комбинирам извор на хидрати во ручекот, ориз и компир. Денеска имаме блак компир, односно батат. Само да проверам на кратко дали е готов, ама мислам дека е таман. Со тоа што он е таман. Ама, по мој вкус, може да иде уште малце. Така да, ќе иде уште некој 15 до 20 минути на 220-230 степени. Иде ова внатре. И затвораме. Толку е, брат, немам што да ти покажам. Толку е едењето, тоа е храната. Идеме на главната тема за ова видео, гивавеот. Бесплатно менторство за некој од вас. Барам еден од вас на кој можам да му помогнам. Доделувам бесплатно менторство на првиот кој што ќе се пријави за да биде дел од овој мој проект. Треба да знаете дека процесот ќе се снима и ќе се документира на мојот YouTube канал. Пријавете се доколку мислите дека можам да ви помогнам. Доколку ми верувате, а јас ќе бидам тука да ве водам низ процесот и да ја постигнеме вашата цел. Останатите, заследете ме на мојот профил и на YouTube каналот доколку сакате да видите како ќе се одвива целиот процес. Ви благодарам доколку останавте до крајот на видеото. Се надевам некој од вас ќе се пријави, ќе биде доволно храбар за да го презентираме ова и да им прикажеме на останатите дека е возможно да постигнете било која цел што имате зацртано. Битно е да знаете каде да се обратите за помош, а што се однесува до физички изглед и трансформација, тука сум јас да ви помогнам. Се гледаме во наредното видео. Не е лесно. За среќа. Бем. Многу се напнав, брат. Многу се изнервирав. Сними ова чавкава да не ја искршам. Избрка да не настрада сиротата. Тоа. Мисра и е таква некоја чавка мисра, некој врапец. Изнервира. Идам сега да јадам, да се смирам, затоа што имам само еден оброк денес изеден. Тоа беше у 12:30, јадев јајца и толку, немам ништо. Искочен сум од 7 сат и сега снимавме, не можев да се совземам, не можев да врзам два збора, не можев да ги врзам и многу се напнав и ој камерманов ќе настрада сирот и он. И идам сега да јадам стек и компир.